Добре идете во студио за моите гостинки. Едната е политичарка, другата е представник на невладина организација. Двете се бавите со екологија. Маја Морачанин, лидерка на Дом и парламентарка, и Александра Бојаровска. Фронт 21 кроз 42, што значат координатите на Скопје, односно на Зелениот фронт, кој треба да биде опфатен, кој за жал не е, но вашата борба трае, како што и трае оваа борба за која денеска ќе говориме, за УНЕСКО. Последната вест која дојде, иако таа вест доаѓа низ годиниве веќе, дека предложува Охрид да се стави на црна листа УНЕСКО, листа на загрозено светско наследство и баре уривање на дивоградбите. Вие работите со години на овој проблем, но ајде сега со најновата вест. Главниот човек, всушност, задолжен за екологија, Дураки, министерот Дураки, вели дека е свесен, или во множина вели свесни сме за критиките на УНЕСКО за Охрид, ако најдеме дивоградби, ќе реагираме. Можеме да одиме од оваа изјава. Зошто вели Дураки дека ако најдеме дивоградби, како да не е свесен дека ги има и како да не знае дека во извештајот на УНЕСКО токму говорат за дивоградби. Сте разговарале ли вие лично и вие Бојаровска и Морачанин со министерот Дураки за да му објасните, за да му кажете каде се тие дивоградби и како треба да се интервенира? Јас лично не сум разговарала со министерот за животна средина и просторно планирање. Но би требало да знае дека постојат. Апсолутно, затоа што тоа стои во препораките од реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО, која што се изведе во април 2017 година, каде што има 19 препораки кои Македонија треба да ги исполни за да го зачуваме овој статус на светско природно и културно наследство, и таму јасно се наведува дека доколку не ги исполниме сите приоритетни препораки од УНЕСКО, Охридскиот регион ќе биде ставен на листата на светско природно и културно наследство во опасност. И таму меѓу другите препораки, од кои што клучна е мораториумот, она што го велиме вака условно мораториум, односно апсолутно времен, така е, на градбите и паралелно со тоа и процесот на легализација на веќе постоечки дивоградби. Не тие велат дека мора да се направи инвентар на сите дивоградби кои веќе постојат со години, некои од нив со децении, но нас не ни беа ни познати кои објекти се дивоградби, бидејќи таму исто така во службите, во администрацијата имаат некои бројчиња па кои чекаат на ред да се направи, па законите се такви што овозможуваа некои легализации, дел од нив се и во урбаната мафија, така националниот парк Галичица и така натаму, така што се бара точно инвентар, да се попишат практично, да знаеме кои објекти се дивоградби, да се види влијанието кој што овие објекти го имаат на животната средина и се разбира доколку имаат негативно влијание, со дивоградбите треба да се постапува со уривање. Тоа е тоа. Добро. Бојаровска, каде се тие дивоградби? Имате ли вие локации точни? Ги имате ли детектирано во еден вид на мапа? Која би му ја дале на Дураки, би му кажале заради тоа што тој не знае дека има дивоградби? Искрено да ви кажам, малку сум, не знам дали да се смеам или да плачам на оваа изјава од страна на министерот. Од една страна заради непознавањето на ваков сериозен проблем со кој што се соочуваме. Македонија има само едно светско природно и културно наследство при УНЕСКО, а тоа е Охридскиот регион. И ваков третман кон истото, со ваква несериозност, со ваков тип на изјави, едно е недоликува, друго е во овај стадиум сега, пред да се одржи сесијата на Комитетот за светско наследство при УНЕСКО во Баку, е тотално контрапродуктивно. Тоа е 30 јуни до 10 јули. Таму каде што ќе се разгледува ова нацрт одлука за позиционирање на Охридскиот регион на листата на опасност, која што понатаму нели со себе си носи одредени и позитивни и негативни резултати. Во однос на дивоградбите, значи, знаете ли точно каде се? Или само предпоставувате како што вели Морачанин, заради тоа што постои заради како последица на таа урбана мафија и урбаниот хаос, односно хаосот на урбанизмот, не може да го не може да ви... Во однос на дивоградбите,
сите се евидентирани и тоа го имате и во општина со пристап до информација од јавен карактер како јавна информација достапна. Дополнително ние буквално секој ден ги следиме веб страниците на трите општини, затоа што истите овие легализации на нивоградби, односно решенија за постапување со бесправно изградени проекти, се објавуваат во службените гласници на самите општини. Така да информацијата е тука со катастарска парцела. Добро. И можам да ви кажам дека од 2017 кога првпат излегоа овие препораки од страна на УНЕСКО со толкава сериозност за итноста на проблемот и со дивоградбите во рамки на подрачјето, значи не збориме само за Охрид, него збориме и за Струга и за Дебрца. Целиот регион, да. Од 2017 општините имаат тргнато на јуриш буквално со усвојување и поминување на ваков тип наградби. Од ноември 2017 година до 1 април 2019 година општина Охрид има поминато 250 вакви решенија, општина Струга 290. Така да тоа ви кажува за суспензијата која што се потруди и општината и државата да ја регулира, односно истата да ја суспендира. Добро. Значи, тотално обратно од она што го побара од нас. Да, обратно сега, делувале. зошто УНЕСКО толку многу заприметува на тие и на претераната урбанизација и на дивоградбите кои што искрено можеби се испаѓа повеќе да има дивоградби него што има нешто изградено врз основа на вистинска и правна документација во регионот. Проблем е како тие сите градби реагираат во однос на подрачјето. Прво, Охридското езеро, имајќи предвид дека се уште нема колекторски систем кој што може да го обслужи, она што вистински постои, збориме за првичната планиран капацитет на колекторскиот систем за 30.000 жители, значи тој не функционира, па замислете што е со ова што е дополнително. Колку чини, ајде да ве прекинам, се извинувам, колку чини еден колекторски систем? Сигурно не чини толку за да го изгубиме светското природно и културно подрачје. Така ние разликата имавме, извини Александра, и амандмани на буџетот за да се обезбедат средства практично за колекторскиот систем. Не беше и тоа прифатено. Владата тргна со формирање на ново јавно предпријатие, бидејќи и тоа проаква што функционираше вака фигуративно, ама во пракса не функционираше, не можеше да го држува колекторот практично. И затоа баравме дополнителни средства во буџетот да се наменат точно за колекторот да може да почне да функционира како што треба, значи да се прошири изградбата на колекторот и да се направи она што е приоритетно во моментот, затоа што навистина е прашање на заштита на Охридското езеро. Дали барате вие како пратеничка, дали барате од извршната власт, од која тоа се... Да, кажувам, тоа се моите можности, значи на расправа за буџет, Не барам можете ли амандман, средба да имате средба во 4 очи или средба Се разбира, пред дискутираме, камери со министер за екологија, со премиера кој е неопходно? Да, ние можеме еве вака во дебата, инаку секој ги има не во своите дебата ингеренции. Да побарате. Да, еве ви велам, тоа е, значи ние сме разговарале, и се упатува, владата е свесна, има волја дека ќе се направи, ќе бараат и донации, одвоени се некои средства, почнате тој процес за јавното предпријатие, но многу споро оди целиот тој процес и мислам дека сепак не се издвоени доволно средства од буџетот за да може ефикасно. Сте побарале ли? Тоа е моето прашање. Пари од буџетот дали отворено сте тоа побарале? ви велам отворено, најотворено на седница во собрание на расправа за буџет со поднесени амандмани. Не во седница на собрание. Дали сте чукнале на маса кај министер, кај премиер да ги кажете, да ги изложите проблемите со кои се соочува државата? Тие проблеми не е дека не се познати, ова ни се препораки дадени од пред 2 години. Но видете, правната форма политичарите е треба постојано секојдневно да се подсетуваат, како и ние новинарите што ги подсетуваме. Така е, тоа е правна форма која што уште е поиздржана затоа што давате и јавен придонес, значи за нештото, јавно барање. Оти не е добро да одат разговорите во 4 очи, па дека нешто се договара. Или во 4 или со камери, но видете, 4 очи никогаш не е лошо во политика, никако и во дипломатија и во било што. Така е.
Така е, разговорите се едно кои ги разговараме во Да. рамки на коалицијата и различни Што се проблеми. случува? Зошто е молкот? Немате Едноставно одговор. нема доволно финансиски средства кои што би можеле во моментот да се наменат за таа намена. Тоа е прашање на финанси, но не дека се нема волја, да, ќе се прави колекторот. Но нема политичка волја. Но има волја, Да. но не со тие средства кои што еве ние би сакале, што значи дека ќе оди со поспоро темпо. Еве колектор? Па имаше различни студии, имаше една, мислам дека беше јапонската од Джајка, која што беше посеопфатна, да кажам, Добро. да се целиот систем. Стотици милиони да, евра отприлика негде чиниле? така околу 80-90 милиона, па имаше и од една европска студија, мислам дека околу, сега не ме фаќајте точно за Добро, бројките отприлика, за збор, добро. мислам дека некој Да. 30 на милиони евра или нешто така, дека би Да. можело навистина да се обезбеди ефикасно функционирање на колекторот. Ајде Бојаровска, вие објаснете, сте имале ли средби, барања за средби, начини, обиди да лобирате кај политичките представници? Еве Морачанин вели дека извршната власт, образложението нивно е дека практично немаат пари и со тоа всушност таа ја треска вратата на неопходноста да се зачува Охрид. Значи, ние уште од 2014 година упорно ги подсетуваме и политичарите, и носителите на одлуки. Значи, секој некој што вистински може да направи разлика нешто за регионот. Да. За разлика од политичарите, пошто ние сме правна организација, тоа го правиме на правнички начин. Да. Така да се ова што го зборам, ние имаме упатени писма, кои што имаат архивски броеви, кои што имаат доказ дека им се Имате ли пратени и одговор? доставени. Да, ми ги пративте Исте. вие мене на мејл. Во однос на конкретно на колекторскиот систем, нема политичка волја да се реши проблемот. И тоа е факт. Не верувате затоа што- во немање на пари? Не. Ево ќе ви кажам за пример. Добро. Македонија има од страна на УНЕСКО до сега потрошено само $20,000. И тоа не Македонија, него и Југославија. Во времето на Во Југославија, СФРЈ? точно, Добро. кога воопшто се прогласило самото подрече за заштитено, тоа се побарани само толку средства од страна на фондот на УНЕСКО. Пишувањето на проект и мрзеливоста на нашите институции да побараат вистински и сериозни средства за решавање на проблемите со кои што се соочуваат е еден од најголемите проблеми со кои што ние се соочуваме. Зошто? Затоа што порадо име да направат фарса дека нешто функционира, ево како и последниот извештај кој што беше пратен од страна на владата до УНЕСКО, Да. каде што воопшто не се спомнува проблемот со дивоградбите. Значи изгледа како да нема дивоградби во рамки на подрачјето. Без разлика што преходните години и УНЕСКО тоа го виде, а и ние како граѓански сектор упатуваме дополнителни извештаи до нив во однос на што се случува и со дивоградбите и со градбите на регионот. Значи, порадо име да има фарса, да не се презентира реално ситуацијата за социјални или да може да се пристапи кон решавање на проблемот, отколку да седнат и да сработат проект и за истиот да побараат финансиски средства со цел да се реши тој проблем. Така да, иначе, колекторскиот систем до сега бил предмет на дебата не само на сегашната власт, и на преходната, и на преходните, и на сите. Значи, во 10 години да не може да се најдат толку пари, не е дека нема пари, него едноставно некој не седнал и не си ја завршил задачата и работата за да може да се обезбедат тие финанси. Добро. Јас го имам вашето писмо до Заев, каде што го... Тоа исто прилично писмо е- до Заев беше истото Прилично и е прочитано долго. и изборено на состанок со нив, Добро. со него, лично. Значи, тоаш беше актуелно и неговата изјава во однос на инвеститорот во Охрид Да. и други пропусти и лапсузи. Значи, тоа е последниот обид да главните носители на одлуки се вразумат. Да. И за жал, и после толку време, ситуацијата е обратна. Добро. Добро, Сакате јас би да рекла додадете само нешто? да додадам, Добро. бидејќи некако премногу се централизира носењето на одлуки и обраќањата се секогаш до премиерот, што
мислам дека не е ефикасно, дека не е демократски, да не навлегувам во таа дебата. Ние имаме институции кои што се задолжени, значи Министерството за култура и Министерството за животна средина. Ако некој одговорен за исполнување на сите овие препораки, очекувам дека институциите, и тоа не само првите луѓе, се разбира дека тие како раководители на институцијата се најодговорни, но и сите вработени таму административни работници, раководители на различни сектори, тие се тие кои што треба да постапуваат и тие се задолжени практично, пошто владата донесе акцијски план февруари 2018. И во тој акцијски план... Кој што не консултираше воопшто со граѓански. Добро, за тоа вие може да коментирате, но она што сакам да кажам, во планот стои кои се итни мерки, кои се краткорочни мерки, среднорочни и секоја надлежна институција која се задолжува за да ги реализира мерките. Јас извинете, ама не очекувам дека премиерот треба да се занимава дали овој акцијски план се реализира и дали надлежните институции функционираат. Според она што го говори Морачанин, пративте ли писма и до Пред да стигнеме ние на Министерството за средба со култура председателот на владата на Република Северна Македонија, ние имавме средби со сите институции, со сите градоначалници, и стари и нови. И причината зошто сепак се враќаме назад е затоа што владата е таа која што врши надзор над сите овие тела кои што ништо не сработија. И тоа е фактот. Значи владата е таа што требаше да ги казни. За жал кај нас казнувањето на луѓето кои што не работат или не сакаат да спроведат, очигледно е нешто што не може и не смее да се случи. Затоа што имате институции кои што дале одобренија за градби, кои што се покажува и се покажале дека има негативно влијание. Зошто ниту еден од тие институти, луѓе, представници на овие сите институции до сега не одговара за тоа. Абсолютно, се Еве со согласувам. најнова И за тоа бараме ние реакција од во влада. својот домен одработат. И со тоа практично, како што можем да сватаме, еве со најавената така наречена чистка на ЗАЕВ, односно некакви реформи и промени кои треба да владеат и во структурите на партијата, но и во извршната власт, законодавната исто така треба преземе одговорност. Сметате ли дека треба да ЗАЕВ да ги повика, како што тој всушност е главниот човек која врши таа реорганизација, да ги повика и одговорните луѓе кои допринеле за практично дебакал, за колабирање на Охрид и внесување во црната мапа на УНЕСКО? Да, јас мислам дека така е хиерархиски нели поставено и дека дека и тие секој треба да бара преземат одговорност од но и другите. кривично може би доколку А тие одговорни пак треба да побарат Да. одговорност од надлежните во институциите во кои тие работат. Така, И не- таму да. има сектор за природа, сектор за Добро. води и така натаму, значи сите тие предпоставувам биле вклучени во реализирање на овој план. Да. Значи така мора да оде Со целиот систем злоупотребите кои со години се секој да починуваат. си биде одговорен кон работата која што ја врши во јавната Еве, администрација. Ова не го искоментиравме. Но само уште едно јас ве ќе молам, интервенирам. Оти рековте дебакл на оваа влада. Јас не се согласувам дека овој извештај е дебакл на оваа влада. Оти оваа состојба малку во јавноста така се Дебакл презентира. на состојбата во Состојбата Охрид. се согласувам. Бидејќи да се потсетиме, значи целиот овој процес почна многу порано и практично од 2011-12 почна овие нарушување на исклучителната универзална вредност на Добро, но доброто. што Владата за волја на вистината, освен донесување на акцијски, да. Па после Например, Бојаровска, го укина ски центарот на Галичица. Добро. И тоа веднаш се стопираше, што е одлично, затоа што и тоа беше една од препораките на УНЕСКО. Но УНЕСКО бара и стопирање на дивоградбите Апсолутно, во затоа Галичица. велам, Тоа УНЕСКО тука не е има стопирање. 19 препораки. И јас сега кажувам што веднаш се направи, Што е другото не е направено направено. од Ете така. овие 2 години? Направен е значи националниот парк Галичица, тоа се однесува на планот што требаше да се измени, не се менува, значи тука ски центар нема да има, патот што Охрид
Пештани исто тој проект се укина, затоа што и тој беше исто така Да. спорен. Започна со функционирање Комисијата за управување со Охридски регион, бидејќи ние имаме закон за управување со Охридскиот регион од 2010 година донесен. Добро. И воопшто не е имплементиран. Ние во собрание имавме надзорна расправа по имплементација на тој закон. И во 3 дебати, 3-дневна дебата ги повикавме сите надлежни министри, сегашни, Добро, значи претходни не и така функционира, натаму и се виде дека скратиме. законот Добро. не се имплементирал, не ни била формирана воопшто комисијата која според законот е клучна Добро. во носење на планот. Да. и Кој не треба беше да одговара донесен. за Сега ова? комисијата Кој се е надлежен? формираше лани. Добро, кој е надлежен да била формирана комисија? Значи владата требала да ја формира и се формираше комисијата После лани. колку време? Откако сте барале? Минатата вие? година. Не, веќе беше претходно февруари, 1 февруари формирана и после беше надзорната расправа јуни-јули. Значи некој исчекор во процесот има. Не е доволен, апсолутно не е доволен, немам дилема околу тоа, само сакам да Тоа ги се расчистам милиметарски чекори недореченостите колку што затоа што во можам. јавноста бидејќи сите не се доволно информирани и граѓаните мислат дека сега од пред 2 години се случи ова страшно загрозување на статусот на УНЕСКО. Не, ова само кулминира со овој извештај што е апсолутно релевантен и одговара на реалност. Одамна се заканува всушност дека Така е, ќе не стави на црна уште листа. 2017 јасно стои дека доколку до 2019 не се исполнат Да. препораките ќе бидете ставени на листата на светско И наследство во опасност. 2019-та Еве сме повторно се 2019. закануваат. Така е. Бојаровска, кој е вашиот став? Колку сработила оваа влада овие 2 години, за кои Морачанин вели дека сепак некои чекори се направени, иако признава дека не се Не се некои доволни, сериозни, апсолутно. доволни. Не е доволно. Далеко од гигантски се разбира. Далеко, Да, далеко. да. Но факт е дека овој последен извештај е резултат на долгорочна негрижа, Да. би кажала, од која постои оваа Да. држава до ден денес за Охридскиот регион, затоа што уништувањето почнува од тогаш, морам да кажам. Ама за разлика од сите претходни, оваа конкретна власт имаше можност да покаже дека поинаку мисли. Токму и затоа во 2017 препораките беа такви и со таква итност. И се однесуваа на новата влада до Точно. 2019. Не, препораките на реактивната беа во април 2017, тоа Кога и беше беше пред новата. настаните 27 април, уште не беше владата изгласана. Да, Значи, имаше добро, нова видиш, едно политичка... Имаше, да, ама секој се уште случај немаше, јасно. немаше Во секој случај влада. да појасним, Да. истите беа усвоени во јули 2017 Така е. година и од тогаш и, Така и од претходно, затоа што преку тоа што ние ги информиравме и пратениците знаеа многу добро што се случува и знаеа што треба да превземат. Од тој момент само што беа усвоени препораките од страна на УНЕСКО и со новата одлука во 2017 година, ние истиот ден упативме и до собрание и до влада за сериозноста на проблемот и стварно имаа шанса да ги сменат работите. Проблемот е што тоа не се случи. И заради тоа, имајќи предвид дека ви дадов последна шанса да покажете дека можете поинаку, испадна дека не можете поинаку, затоа се случува ова. Односно ставнува регионот, Добро, мислам дека регион од класифициран аспект како опасен. на А факт е собрание, дека во да. суштина многу штета е направена и штетата нормално со години се прави. Проблемот е како Се наталожуваат штетите. Апсолутно. А во однос на и на надзорната расправа и она што законот од 2010-та кој што беше усвоен истиот не функционираше, токму и затоа и ние баравме да се организира таа надзорна расправа за да ги покаже од една страна недоследностите и непочитувањето на она што е напишано на хартија. Кај на законите се земаат како мртво слово на хартија. Толку значат. Значи имате вие закон од 2010 година кој што буквално почна да се применува во првиот момент кога дојде мисијата тука. Значи пред да дојде мисијата, тогашната влада во заминување направи една комисија, па после новата влада Не беше сегашна усвоена таа комисија. не беше со одлука. формално. Ја поништија, па направија нова и сето тоа беше, како кажам, пак во насока на игнорирање на главниот проблем на тој закон. А тоа беше, законот немаше одредби, апсолутно никакви за инспекторат. Без одредби за надзор и инспекција, секој закон е Казни, да.
Добро. А да не збориме дека кај нас и таму кај што има одредби за инспекција и за надзор не функционираат, па камоли овие кои што мислам се без. дека од собраниски Има ли аспект најави? ние Од си ја завршивме собраниски својата работа аспект со надзорната сега. расправа и Добро. со Има ли заклучоци најави 20 дека, да, дали тоа е прашањето, дали има најави дека конечно ќе некакви потези ќе бидат извлечени од новата влада со оглед на алармантноста која се заклучоците од доби комисијата од надзор УНЕСКО. на надзорната расправа се доставени до сите институции. Добро. И ние во тоа и ги задолживме и ги повикуваме надлежните институции, некои да доаѓаат на седница на Комисија за култура, да праќаат извештаи за она што тие постапуваат по однос на заклучоците. Има некој мал исчекор, некои институции практично и го игнорираат. Но пред Собранието. неколку дена од како го добивме Така е. овој црвен аларм, имате ли некакви најави за Да, сигурно за дека идни повторно потези, ќе се ургентни отвори потези? ургентно. Она што Добро. мислам дека најургентно треба да се направи, бидејќи веќе е готов законот, новиот закон, за кој и реактивната мисија препорача за стариот закон дека треба да има измени. Ние како собрание рековме дека е потребно нов закон за управување со Охридски регион да се Добро. донесе и подготвен е тој биде ставен закон. идна Значи на што дневен треба ред, да се стави? приоритетно? Веднаш јас си мислам ние како дом го баравме Да, тоа. Значи добро. веднаш итно да се стави Да. на седница на влада, Имате најава да дека се тоа ќе усвои. биде сторено? Немам се уште најава, немам ни информации зошто тоа не се прави. И ние пред еден месец апелиравме, значи тоа јавно да се стави на седница на влада, да се усвои тој предлог закон и потоа процедурата е следна. Оди во собрание, каде што ќе дискутираме Да. по законот и И да во- го донесеме во и- најбрз итен можен рок. така. Зошто е важен тој закон, новиот закон? Затоа што во него се формира, со него се формира тој совет за управување, кој што ќе биде владино тело, кој што ќе биде функционално и ќе се грижи за спроведување практично на сите овие препораки што се неопходни, во кои што се вклучени различни од сите институции од локална, од централна власт и она што е за мене најважно, она што практично велиме времен мораториум, тоа во самиот закон стои Добро. дека до донесување на планот за управување, што е клучниот документ на кој УНЕСКО го бара. Ние мора да имаме план за управување со Охридскиот регион. Немаме, се уште Ајде, немаме. Бојаровска, Тој вашата додека не улога. се донесе планот, треба Да. времено сите тие постапки, легализации, градежни дозволи, Да бидат подупови, стопирани, се да биде замрзнати стопиран, да бидат, така, да. додека не се донесе Ајде, планот да. и само да Во ред. додадам, планот пак е врзан со стратешката оценка за влијаниот на животната средина и тоа мора да биде составен дел од Да. планот. Според моите информации веќе е започнато да се изработува стратешката оценка за влијание врз животната средина. Можно ли да е предоцна сето ова што го говори Морачанин, зашто веќе прочитав од 30 јуни до 10 јули е Баку, каде се разгледува всушност извештајот. Во однос на И законското... пресудата може ли тогаш да биде донесена? Во однос на законското решение, затоа што ние учествувавме во изработка Да. на тој нов нацрт закон, да не речам 80% од тоа што е таму ставена одредбата за мораториум, членовите стои како се менува, се е направено врз основа на нашиот допринес во контекст на тој закон. Сега најголемиот проблем што се случи прво е модификацијата која што настана без наше знаење како членови на работната која група. модификација мислите? На новиот предлог закон имаше одредби ставени токму кои што ги адресира надлежностите на инспекторатот. Добро. Дел од тие одредби, односно одредбите кои што беа круцијални за тој мораториум да види светлост, беа одредбите за делегирање надлежност на инспекторатот за градежништво и урбанизам. Добро. Тие одредби беа повлечени. Со тоа што со таков став и со таков однос ја доведувате во прашање колку и која е целисходноста на тој закон со кој што треба нели да воведете понатаму мораториум. Да не збориме дека времето на некој начин за воспоставување на тој мораториум, особено во контекст на бесправно изградените објекти, веќе и исчезна. Така 300 и овие 300 и предходните 3000 зашто останува за Добро, кој кажете ми дивоград? сега дали можно ли е пресудата во Баку да биде донесена? Јас не го гледам Мислите, дали ќе негативно. има влијание? Да, јас исто така. Јас не мислам да, за нас е Може ли поразително се разбира да биде имаме ваков усвоена- извештај. Можно е. Да, Но јас на препораката тоа да биде гледам и усвоена. позитивно, затоа што тоа е уште Тоа може едно би ќе ги дополнителен покрене. притисок, така е. Така е. Од наша перспектива, значи, она што е сега е реално.
Не е Така е. превеличено, значи Реално. тоа Да. е реална реакција Значи на треба актуелната да биде состојба. Охрид подобро е да биде ставен во За жал, наследство, за единствениот да се покрене За да навис- владината машинерија и Институциите, целосната јавната машинерија свест, на така е. власта. Све, Така е. според нас единствениот начин очигледно И за на жал држава. после Мгм. толку за да Да. се зачуваат Да. универзалните вредности кои што ги поседува е ова прогласување. Да. А одговорноста и резултатот за бришење останува на државата. Да. Крајниот збор за тоа дали ќе остане на листа на УНЕСКО или нема да остане и како ќе изгледа подрачјето е на сите нас. Се разбира и притисокот на невладините. За разлика од мора да биде за разлика од огромен. претходно, Мгм. каде што се оставаше на самата влада да го направи овој акционен план или да се погрижи истиот да се спроведи, сега со ваков тип која ќе се класифицира како опасност, тогаш таквиот Така е. план се прави заедно со експертите на Така. УНЕСКО Да, и нема да. лажење. Да, да, и ова е значи добрата вест така е. сушност која сме ја Иако Нешто звучи негативно, Да, нешто сепак за има кое што- има нешто Нешто добро за што позитивно во во дури тоа. ако ја заприметите во точка 5 од препораката, во нацрт препораката која што е сега, самиот комитет искажува жалење што државата не го информира за сите активности и градби кои што планира да ги пред. Освен и Затоа- загриженост што исклучителна Точ- загриженост што Точ- искажува. И тоа ја укажува на онај очигледен проблем да прекинеме со лажење и со представување на ситуацијата поинаку од она што вистински е, да си ги видиме пропустите и да си почнеме да работиме. Ние тоа веќе со години апелираме во оваа држава. Мора да почне да работат институциите. Не може секој да ја префрла вината на секој и Да. никој апсолутно за ништо да не одговара и да не работи. Добро. Буквално да не Така е, работи. се согласувам. Со Јас тоа се ви согласувам. благодарам за учеството во студио. Ви благодарам на поканата.